Време е за утринското будење и она кое што го најавивме за екотрампата која што ни очекува наскоро во организација од Екосвеста, за која повеќе ќе ни информира Искра Маниловска, која веќе ја гледаме онлайн во нашето утринско будење. Искра, добро утро, ти посакуваме убаво утро и добар старт на денешниот ден и ти благодариме што си во овие утрински минути заедно со нас на ваков начин, за да го најавиме овој интересен настан кој што се случува за прв пат од страна на Екосвест. Добро утро, девојки. Благодарам за поканата. Како што кажавте во најавата, овој пат сум вклучена како координаторка за комуникации во Екосвест. Па така винина ќе се гледаме на настани кои што ќе ги организираме во Екосвест. Поканати сте и двете. Поканати сте сите гледачи на телевизија Телма во моментов. Оваа сабота на 22 ноември во 12 часот ќе се случи првата екотрампа во организација на Екосвест. Локацијата каде што ќе се случува овој настан е Собрание бистро. Станува збор за кафула која што се наоѓа во непосредна близина позади објектот на Собранието на Република Македонија. Правилата за учество на овој настан, на оваа размена на стари предмети, стари парчиња гардероба се едноставни. Сите кои што сакаат да учествуваат, еве например вие доколку сакате да дојдете, можете да понесете со вас најмногу до 5 парчиња предмети или гардероба. Тоа значи дека може да донесете и помалку од 5, еден предмет, 2, 3, но не повеќе од 5, бидејќи не сакаме да го пренатрупаме настанот. Важно е оние парчиња кои што ќе ги донесете да бидат без разлика дали се предмети, ситни електронски апарати, фенови, тостери, нешто ситно или парчиња гардероба, да бидат функционални, исправни, чисти, да бидат во состојба во која што би сакале да ги подарите на вашите пријатели, можеби. За секој донесен предмет ќе добиете по еден купон, со кој што ќе можете да го искористите како еден вид на валута и со него да земете некои од предметите кои што другите учесници на екотрампата ќе го донеса. Па така овој настан или си го крстивме екотрампа, нате го дај ми го, бидејќи тоа најдобро асоцира на действието кое што ќе се случува во сабота. Секој што нешто ќе донесе, ќе може нешто да земе од оние предмети кои што ги донела другите учесници на екотрампата. Исто така сите кои што ќе сакаат да дојдат може да ги остават паричниците дома, затоа што ние од Екосвест частиме по еден безалкохолен пијалок за време на настанот во Собрание бистро, така да се надевам дека ќе има убаво дружење и убава атмосфера. Да, Искра, многу интересен настан, многу интересна идеја и концепт и нешто што верувам не е непознато во другите средини, па веројатно од некаде сте го на некој начин ископирали сето ова за да може и тука да премине во некое секојдневие или нешто што почесто би се случувало. Колку вакви настани се, да речам, почести тука на Балканот или можеби во некои други земји, како функционираат во остатокот од другите земји доколку нели имате некаква информација? Така, искрено, јас во Екосвест сум од многу наодамна. Ова е мојот втор месец тука. Идејата веќе беше, организацијата на настан веќе беше почната во моментот кога се придружив на оваа организација. Идејата пред се на колешката Милјана Богдановска. Таа пред да дојде во Екосвест има работено во хрватската невладина организација Сунца и таму редовно се организирала ваков тип на размени. И таа сакаше позитивните практики од останатите земји од Балканот, па и од светот да ги примени во Македонија. Драго ми е што се приклучи во прав момент за да бидам јас дел од оваа екотрампа, бидејќи многу ми се допаѓа идејата да се прави нешто што е мудро, паметно, нешто што знаете дека кога ќе учествувате од нешто и дека кога ќе направите нешто, кога ќе се вратите дома ќе кажете денеска направив нешто паметно, ова беше баш добра одлука, наместо да го фрлам моите стари фармерки што веќе не ги носам, не ми се допаѓаат или не ме собираат, наместо да ги фрлам и да завршат како отпад, ги однесов на екотрампа, а се вратив дома со мала ташничка каква што барав долго време, а не можам да најдам во ниту една продавница. Таков тип на енергија мислам дека ќе предизвика екотрампата и идејата е да им дадеме втора шанса за живот на старите предмети, бидејќи сите оние работи кои што на нас не ни служат и за нас би завршила во ѓубрето, за некого може да бидат вистинско богатство.
Да, но тука треба да потенцираме дека она кое што ќе се донесе или секој со своите 5 парчиња облека или предмети што и да е, дека тоа треба да биде во добра состојба, употребливо и искористливо. Сепак мора да постои некаков критериум за тоа какви работи ќе се донесат, заради тоа што секој кој што нешто ќе донесе очекува нормално на за трампа нешто и да земе, а сакаме пак да земеме нешто здраво и употребливо за секој од нас. Така што и тој апел би го упатиле, не она кое што сметаме дека треба да ни заврши во отпад, па да немаме каде па еве таму, туку нешто што сакаме да го смениме, односно да се освежиме на некој начин, на сепак нешто што е добро и убаво. Така, верувам дека и тоа е во вашето соопштение. Да, секако тоа Ева повторно би го потенцирала. Сите оние предмети кои што би се донела, да речеме, може да стане збор за некои парчиња накид, може да стане збор за некои парчиња вазни, стари пепелници, украси од домот. Сето тоа треба да биде нели функционално, да не биде ништо искршено, да биде во состојба во која што би сакала и на пријател или пријателка да им го подариме, да не биде буквално ѓубре, па да сакаме само да се отарасаме од тоа, туку да биде наистина сочувано. Да. Искра, споменавте дека стартувате во 12 часот. Колку време е планирана да биде дружбата? До 15 часа. Овој настан ќе трае 3 часа. Добро, значи ги покануваме сите оние кои што се пронаоѓаат во оваа идеја, кои што сакаат да дојдат, да се дружат, да разменат по нешто старо ново. Поканете се сите исто така и со своите деца. Исто така на овој настан може да се учествува исто нели детски парчиња облека, често нели за децата мора редовно да се купуваат нови, али што веќе брзо ги натраснуваат. Слободно, мислам, добра дојдени се сите кои што сакаат да учествуваат, а мислам дека многу ќе им биде практичен овој настан на родители со мали деца кои што сакаат да ги разменат тие бебешки алишта, не само алиштата, туку и работите кои што можеби кратко време се користат, а се нели во добро зачувана состојба, па можат нели да си го продолжат векот на живење во некои други семејства. Така што навистина е убав момент и убав начин да се дојде, да се дружат луѓето пред се и да си заминат, да донесат нешто од нив старо на некој начин, што за некој друг ќе биде нова. Така. Јас се надевам дека ќе си најдам некој долг джемпер во сабота, бидејќи со месеци барам, модата не е веќе таква, па ета. Јас ќе бидам во потрага по долг джемпер, кажувам, ќе донесам многу летни мајчи. Тоа значи тие што не гледаат, ако има некој долг джемпер добар, а не им се носи веќе, да дојдат да го остават на екотрампата. Да, и секој што можеби бара нешто, а не може да го најде, можеби токму на екотрампата ќе го најде. Се случува за само 2 дена, рековме на 22 ноември, тоа е во сабота. Го имате и вашиот настан, односно настанот го имате и на Facebook како ивент, па верувам дека може да се процени заинтересираноста. Каква е вашата проценка, односно она кое што велиме интерес, дали има интерес од страна на граѓаните? Ние забележавме и многу нарадува што на Инстаграм веќе има повеќе од 300 споделувања најавата за настанот. Се надеваме дека ќе има голема посетеност. Сепак мислам дека главната таргет публика ни се младите луѓе. Мислам дека ќе има многу средношколци и многу студенти, бидејќи секогаш младите луѓе се оние кои што први ги прифаќаат светските практики, модерни активности кои што се случуваат во светот, бидејќи мислам дека кај постарата генерација уште некако не е тоа многу добро прифатено и како сега јас да носам джемпер што го носела некоја жена што не ја познавам, срамота, ќе ме видат. Не е срамота, многу е убаво, многу е паметно да се прават вакви размени и мислам дека младите се ослободени од тие стереотипи, тие ќе бидат најмногу присутни на овој настан. Одлично, Искра. Убаво споменавте, убаво е да се следат позитивните практики од останатите земји кои што добро функционираат и тоа особено ако младите го направат на добар начин, веројатно има надеж да стане и да речам некоја пракса или некое убаво не секојдневно да бидат добри практики кои што ќе ги користат и ќе ги применуваат не само младите, туку би рекла сите луѓе кај нас. Полека, но сигурно можеме заедно да ги менуваме тие стереотипи или да се бориме против истите. Се гледаме во сабота во 12 часот, го споменавме локацијата. Се надевам на една успешна екотрампа која што ја организирате и која што понатака би преминела во некоја традиција, односно да се организира многу почесто. И се гледам Искра со тебе, се разбира со новите активности во екосвест и она кое што е важно да го споделиме со нашата публика. Благодарам, верувам дека ќе биде така.
Се гледаме во сабота.